Започнува саботното издание на регионалните вести. Капелата на старите градски гробишта не е изградена. Не се уредени ниту православните гробишта кај Тетовско фалише. Овие два проекти за време на предизборниот период, староновото раководство на општина Тетово вети дека ќе бидат реализирани за 1 месец. Градежните активности за доизградба на капелата на православните гробишта во Тетово започнаа за време на изборната кампања, но по завршувањето на изборниот циклус работите запреа. Во изборниот период неколку дена се работеше и на уредување на локацијата на новите православни градски гробишта кај Тетовско фалише, но и тука откако завршеа изборите нема никакви активности. Тетовци велат дека старо-новото раководство на општина Тетово за време на изборите само купувало гласови и воопшто немало намера да ги заврши овие два важни проекти за православното население. За човек достоинствено да биде погребан и достоинствено да биде испратен по нашата вера. И да дојде парите да се успее да се пушта, а едноставно да почне со градба и да престана. Додека се избори трчај по народов да се гласа, ова обечава све и на крајот ништо. Многу се одоголекува тоа, треба да се заврши. И тоа најхитно, најпотребно што му е за Тетово, за православните гробишта, тоа е капелата. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи за време на кампањата ја посети капелата и пред граѓаните кажа дека за 1 месец целосно ќе се заврши овој проект, а за многу краток период ќе се уредат и православните гробишта кај Тетовско фалише. Во моментот се во процес на градење на надворешната изолација, утре се очекува да се одработи, значи да почне да се одработи кровот и прозорите и според нивни изјави, значи за месец дена се очекува овој да биде затворен проект. Но и по поминати 2 месеци капелата не се заврши. Православните гробишта кај Тетовско фалише се уште не се уредени, обраснати се со трева и трње, а на локацијата нема никаков затворен објект, ниту санитарни јазли. Од општина Тетово велат дека од март наредната година ќе започнат со активности за уредување на гробиштата и доизградба на капелата. Отаму се оправда дека изминатиот период биле спречени да ги реализираат овие два проекти поради временските услови. Новата локација на градските православни гробишта кај Тетовско фалише беше избрана пред 10 години, откако се утврди дека кај старите градски гробишта во Тетово повеќе нема слободни гробни места. Нова локација на почетокот воопшто не беше уредена и секоја нова градска власт која што стапнуваше на функција ветуваше дека местото ќе се уреди, но одветеното досега нема ништо реализирано. Врнежите во Гостивар предизвикаа проблеми на жителите во стамбените згради на улицата Кеј Вардар. Поплавени се гаражите и подрумите. Струјата им е исклучена поради опасност од експлозија. Обилните врнежи кои во Гостивар не престанаа преку цела ноќ им создадоа маки на жителите од улицата Кеј Вардар. Гаражите им се поплавени, подрумите полни со вода. Каде дождот стигнал и до електричното броило, па било неопходно да се исклучи струјата за цела зграда. Граѓаните велат дека сега не можат ни да ги затоплат домовите, затоа што дрвата во подрумите им се под вода, а струја немаат. Овие проблеми се појавуваат последниве сега 5 до 6 години. Ние, као станари од оваа зграда, постојано се обраќаме во собрание, се обраќаме во водовод, топката се префрлат од една страна на друга страна. Али овој проблем не можеме да кажеме да е на ова власт или на претходната. Ова се води 5-6 години овој проблем. Проблемот овдека е кај нас со канализацијата, проблемот е со атмосферската вода под зградите. Кога врне дожд, постојано се запушуваат и ние сме во вода. Еве, сега ние немаме ни струја, од сите страни сме обиколени со вода. За нас уште треба да немаме вода за пиење и да завршиме со животот во 21 век. Па, со ова ние се соочиме 5-6 години. Ова водата е катастрофа, секогаш во подрум не можеме да слезиме да земиме дрва. И без струја, и во подрум дрва. И во подрум, ни во гаража, ни нигде. Како дештачо езеро е таму пред гаражите. Ова катастрофа е, ова не се трпи. Значи, водата е дојдена точно до сатовите за струја. Ако не беше исклучена на време струјата, ќе бевме во ваздух цела зграда.
Овде живеат луѓе со години 45 години, со последниве 5-6 години ние се соочуваме со мува не ги гази тие во општина и градоначалници. Само не препраќа од едно место на друго место. Жителите бараат проблемот долгорочно да се реши, односно да биде поставена соодветна канализација. Постоечката канализација веќе нема капацитет затоа што во последните години тука се изградени нови објекти и куќи, објаснуваат граѓаните. Во зградата на улицата Кеј Вардар живеат над 30 семејства кои стравуваат како ќе го поминат викендот ако се земат во предвид најавите за продолжување на врнежите. 23-годишен гостиварец жртва во сообраќајна несреќа во Скопје, во која е повредено уште едно лице. Со тешки телесни повреди завршил и возач од Слатино, кој излетал од коловоз на автопатот Скопје-Тетово. Гостиварец жртва во сообраќајна несреќа во Скопје. Несреќата се случила вчера во 18 часот и 42 минути на улицата Јадранска магистрала, при што патничко моторно возило Land Cruiser со тетовски регистерски ознаки, управувано од 58 годишникот село Орман, удрило во двајца пешаци, 23 годишникот Гостивар и 68 годишникот село Дебреше Гостиварско. Истите биле пренесени во градската општа болница 8 септември, каде во 19 часот и 20 минути од страна на доктор била констатирана смрт кај гостиварецот, додека кај другото лице се констатирани телесни повреди. Извршен е увид на местото на настанот, информираат од Министерството за внатрешни работи. Еден час предходно пак на автопатот Скопје-Тетово, 57 годишникот село Слатино Тетовско изгубил контрола над своето возило и излегол надвор од коловозот, пошто удрил во дрвја и метална ограда. Возачот со возило на брза помош е пренесен во градската општа болница 8 септември, каде му се констатирани тешки телесни повреди и е задржан за понатамошно лекување, информираат од МВР. Во пресред на 3 декември, светскиот ден на лицата со попреченост, Сдруженијето Хендимак организираше неколку активности. Наместо само семејствата, целото општество да има одговорност за лицата со пречки во развојот. Со оваа порака, Сдруженијето Хендимак од Тетово денес го промовираше нивниот едукативно-консултативен центар и час по музикотерапија во пресрет на Светскиот ден на лицата со попреченост 3 декември. Во центарот секојдневно се работи со 20 на деца, меѓу кои има деца со Даунов синдром и аутизам. Ние сме една капка надеж за сите овие родители дека некој размислува и на нив. Така што ја би ги повикал институциите, последно кои треба да размислуваат, тоа им е надлежност дека и трие треба да преземат одговорност за овие деца и семејства. Центарот, иако бил планиран уште 2009 година, од кога беше како иницијатива од сите невладини организации кои се занимаваат со попреченоста, но не беше реализиран и ми од тогаш работивме, но без да имам одговорност на специјалисти кои работеа во нашиот центар. Од мај ова година, значи со поддршка на институционалната поддршка на Фондацијата Отворено општество, значи ми избравме меѓу другите активности што ги имаме во тој дел, да го основиваме овој центар и да работиме конкретно и секојдневно со овие деца. Со цел подобрување на квалитетот на животот и охрабрување на детскиот развој, веќе 2 месеца децата се дели од часовите со музикотерапија. Нив на волонтерска основа ги одржува професор по музика, инаку родител на дете со Даунов синдром. Музикотерапијата е една дисциплина, значи кај нас нова дисциплина која се воведува благодарение на друштвото Хендимак и со овие деца
веќе 2 месеци што работиме, мислам дека има напредување во нивната комуникација, во нивната когнитивност, значи учење и со песна, со игра, ние значи ги растеретуваме од тие тегоби што ги имаат како деца со посебни потреби. Еден час тече зависно од нивното расположение, значи од 40 до 50 минути. И часот е во тоа што тие се слободни во своето изразување, во песна, во игра, во импровизација, ги пробаат инструментите, значи не е некоја стриктно дека треба да се научи некоја песна стриктно или да се научи некоја мелодија, но низ песна, низ игра тие го чувствуваат тоа. Значи часот е импровизација на песни и игри. Децата, ние имаме инструменти кои се орфови инструменти, значи ударни инструменти, но имаме гитара, имаме тастатура, значи клавир, електричен клавир, така што тие сите инструменти ги пробаат. И сега зависно од кое дете, некој дете сака да свири на гитара, некој сака на пиано, некој сака со удиралки, значи со металофони, со триангли. Активностите на Сдруженијето Хендимак продолжија со спортско-рекреативни игри во соработка со Атлетскиот клуб студенти и Центарот за балканска соработка Лоја во спортската сала на Државниот универзитет во Тетово. Ние организираме секоја година активности спортски од регионот, значи Тетово, Гостивар, Дебар и сите тие и Струга. И сите доаѓаат и организираме и го за овај ден правиме еден активност кој е сосема спортски, да се дружат, да се упознават и да сите да им скрнеме внимание на друштвото дека и овие деца као сите деца имат право да бидат радосни, веселни, да се занимаваат со спорт, со музика, со активности кои ги поттикнуваат нивните способности и активности. Со здравствени прегледи, делење пакети со храна и други активности во Гостивар се одбележува неделата на грижа за старите лица. Активностите ги спроведува Црвениот крст. Неделата на грижа за стари лица во Гостивар се одбележува со повеќе активности, чија цел е да се сврти вниманието на јавноста кон граѓаните од трето доба, да им се пружи помош и да им се посвети време. Активностите кои ги организира Црвениот крст се спроведуваат под мотото "И ние сме нивни деца". По повод недела на грижа на стари лица, под мото "И ние сме нивни деца", Црвен крст на Република Македонија општинска организација Гостивар спроведи низ активности во соработка со Сдружение на пензионери Гостивар и Општа болница Ферит Мурат Гостивар. Во просториите на општинската организација на старите лица им се мереше крвни притисок и шеќер во крвта. И младите волонтери од Црвениот крст дадоа свој придонес во одбележувањето на неделата за грижа на стари лица. Тие посетија 20 на граѓани од постарата генерација во нивните домови и им поделија пакети со храна. Годинава во рамките на регионалниот проект Преземи акција за социјална инклузија на старите лица, формирана е мрежа на граѓански организации Инклузива М за социјална инклузија на старите лица. 9 граѓански организации ќе действуваат заедно за да се зголеми свеста на јавноста и последователно да се влијае во процесите на донесување одлуки за социјално вклучување на старите лица во земјава. Ви благодариме на вниманието. Тука е крајот. Пријатно.